По својата премиера во Пекинг, која се одржа во март годинава, третата генерација на Volkswagen Touareg, конечно достапна и за македонските потрошувачи. Новиот Touareg деновиве пристигна во салоните на Porsche Македонија, базиран на MLB Evo модуларната платформа која ја дели со Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Овој модел изгледа подобро од кога и да е. Во поглед на надворешниот дизајн, овој SUV доаѓа со речиси целосно променет изглед инспириран од Arteon, особено во предниот дел. Германскиот производител може слободно да се пофали дека новиот Touareg ги користи најнапредните LED фарови во индустријата. Секој од фаровите користи 128 диоди кои се контролираат поединечно со цел да се добие оптимално осветлување на патот. Интериерот е опремен со 12-инчен екран на електронската инструмент табла и 15-инчен дисплеј на централната конзола за управување со мултимедијалниот комплекс, како и сите останати функции. Првично, овој модел кај нас е достапен само со 3-литарски V6 турбомотор, кој испорачува моќност од 286 конски сили и вртежен момент од 600 Нм. Овој мотор доаѓа во комбинација со 8-степен автоматски менувач и постојан погон на сите 4 тркала. Благодарение на овој агрегат, новиот спортски SUV од 0 до 100 км на час забрзува за одлични 6,1 секунда, со што достигнува максимална брзина од 235 км на час. Третата генерација на Touareg има прилично широка палета на бои, па така клиентите може да се одлучат за една од вкупно 13 понудени. Овој избор исто така голем и во поглед на интериерот, кој може да се комбинира со различни бои и материјали. Што се однесува до пакетите на опременост, новата генерација на овој SUV модел ни доаѓа со неколку нивоа на опременост, стандардно односно сериско ниво, Atmosphere PEC 1, 2 и 3 и Elegance PEC 1, 2 и 3. Цената на Touareg со стандардно ниво на опременост изнесува 65.821 евро, додека пак таа на Atmosphere PEC 3 и Elegance PEC 3 е 104.356 евра. Во салонот на Kia Motors Македонија пристигна и Sportswagen верзијата на третата генерација на моделот Ceed, кој ни доаѓа со багажен капацитет од 600 литри. Новиот Ceed SW во споредба со моделот што го заменува е значително поголем, но и малку понизок. Во однос на должината тој порасна за цели 95 мм, односно 4600 мм, додека пак во ширина е зголемен за 20 мм и изнесува 1800 мм. Висината му изнесува 1465 мм, односно понизок од предходникот за 20 мм. И покрај тоа што скинато растојание останува непроменето со 2650 мм, сепак овој модел добива дополнителни 72 литри, па така вкупниот багажен капацитет изнесува 600 литри. Така за приближно 800 евра повеќе во однос на хеджбек изведбата, кај новиот Ceed SW добивате поголем багажен простор, а со тоа и поголем комфор. Во внатрешноста овој караван се совпаѓа со хеджбек изведбата, што значи дека е изработен од високо квалитетни и подобрени материјали. Во средината на централниот панел е поставен 7-инчниот екран на допир, кој овозможува конектирање преку Bluetooth со Android Auto и Apple CarPlay. Погонските агрегати со кои е достапен овој караван се состојат од 3 бензински и 2 дизел мотори. Од бензинската палета достапни се 1-литарскиот TGDI мотор со излезна моќност од 120 конски сили, потоа 1,4 литарскиот TGDI мотор кој испорачува 140 конски сили и атмосферскиот 1,4 литарски мотор со 100 конски сили. Кај дизел варијантата застапен е 1,6 литарскиот CRDI мотор кој доаѓа со две различни опции на испорачана моќност и тоа со 115 или 136 конски сили.
За разлика од претходните години кога автомобилските производители гледаа на него како на шоу од ревијален карактер, овој пат решија токму во сончевиот Лос Анџелес да ги донесат своите новитети, а некои од нив купувачите ќе можат веќе по новогодишните празници и да ги поседуваат. Лос Анџелес Ауто Шоу 2018. До пред неколку години повеќето автомобилски производители го сметаа за второ рангиран настан на северноамериканското тло. Конкуренцијата помеѓу источниот и западниот брег секогаш била на највисоко можно ниво, а како дополнителен фактор доаѓа рецесијата која пред една декада безмилосно го нападна овој сектор и остави видливи траги на колевката на американската автоиндустрија. Некои виновникот го бараат во температурите кои во Детройт обично се под нулата за време на одржување на најголемиот автомобилски сајм на американскиот континент. Други пак велат дека интерните случувања кај домашните производители го поместува терминот на премиерите, сакајќи да се дистанцира од седиштето на големата тројка на повесел и кон забава ориентиран град, во кој нема ниски температури и тмурни лица што ги дочекуваат гостите од сите краишта на светот, Детройт полека го губи приматот и се повеќе компании одлучуваат да го прескокнат најстарото американско шоу и неговото сивило да го заменат со блескавиот Лос Анџелес. Самата местоположба на градот, шоу-биз сцената и материјални средства со кои располагаат жителите на најбогатата држава во составот на САД во последните неколку години го менува релефот и начинот каде производителите ќе ги представат своите американски дебија, а од неодамна и големите светски премиери. Типичен пример од оваа година за тоа колку е важно шоуто во Калифорнија се германските брендови кои избраа своите најнови креации да ги покажат во Лос Анџелес, а не како што го правеа тоа во минатото на најас во Детройт. По автомобилскиот свет Калифорнија е позната по најстрогите еколошки стандарди и по најголемиот број на регистрирани хибридни и електрични возила, затоа оваа година на шоуто, освен конвенционално погонуваните возила, посебен акцент беше ставени на возилата кои се ориентирани и поприфатливи за генерациите кои доаѓаат. Нашата редакција будно ги следи случувањата во автомобилскиот свет и од таа причина се одлучивме да ви ги пренесеме 9 најзначајни модели кои по наше мислење се издвојуваат од останатите пред се затоа што истите наскоро ќе им бидат достапни и на потрошувачите од стариот континент. Новиот Audi e-tron GT представува втор целосно електричен автомобил на германскиот бренд, носи димензии слични на моделот A7, но во многу поагресивна форма. Концептот е создаден во директната соработка со Porsche, почнувајќи од батериите, па се до платформата на која се базира и новиот Porsche Taycan. Во целосно електричен купе седан има целосно рамна подна архитектура, по чија должина се протега батеријата со капацитет од 90 киловат-часови, која му овозможува на овој модел да патува повеќе од 400 километри со едно полнење. Благодарение на 800 волтниот систем за напојување, овој автомобил за време од 20 минути ќе може да се наполни дури до 80%. Исто така, застапена ќе биде и опција за безжично полнење на 11 киловати. Со оглед на тоа дека е e-tron GT треба да представува електрична замена за RS моделите, Audi одлучи да користи по еден мотор на секоја оска и погон на сите 4 тркала. Вкупната излазна моќност на овој автомобил изнесува 582 конски сили, кои му овозможуваат од 0 до 100 км на час да забрзува за околу 3,5 секунди, додека максималната брзина ќе биде ограничена на 240 км на час поради тежината на батериите. Изгледот на предниот дел е навистина агресивен, со силна хексагонална решетка, матрикс LED фарови и браник со исклучителен спортски дизајн. Изгледот на овој автомобил е одлично надополнет со 22-инчните алуминиумски тркала, а исто така интересен детал е отсуството на рачките на вратите. За изработка на овој модел е искористена мултиматеријална конструкција, каде покривниот дел е изработен
изработен од јаглеродни влакна, заедно со бројни алуминиумски компоненти и потпорни елементи изработени од челик со висока цврстина. Интериерот се карактеризира со нови и поквалитетни материјали и високо ниво на изработка. Опремен е со дигитален екран на допир кој е ориентиран кон возачот. Исто така, тука е присутна и опцијата со која возачот може со гласовни команди да управува со возилото. Кога ќе излезе на пазарот, овој електричен седан се очекува да има автономност од трето ниво и селектор за избор на работни режими. Audi e-tron GT со многу мали визуелни измени ќе започне со производство кон крајот на 2020 година. BMW во Лос Анџелес привлече големо внимание со представувањето на својот нов концептен модел кој представува автономно SUV возило. Овој концепт го носи името BMW Vision iNext, а има за цел да ни ги прикаже погледите на BMW кон иднината. Концептот по своите габарити наликува на X5, но производителот тврди дека има попространа внатрешност, благодарение на електричната специфична архитектура на возилото. Главната визуелна карактеристика на овој концепт на BMW се секако огромните бубрези во предниот дел. Тие всушност не представуваат класична решетка, туку панел во кој се сместени сензорите на автономниот систем. Дизајнот на внатрешноста е минималистички, со мешање на дрво, ткаенина и метал со дигитални дисплеи. Во просторот меѓу предните седишта, класичниот наслон за рака е заменет со конзола во стилот на маса, додека пак задната клупа е проектирана за 4 патници. Една од најинтересните и најиновативните карактеристики во овој концептен модел се LED диодите вградени под тапацирот на задната клупа. Нивна задача е да го осветлуваат патот на допирот на вашиот прст, со кој вие управувате со дел од функциите на автомобилот. Така, нацртајте нота за да го активирате радиото, повлечете со прстот по клупата за да ја смените песната или притиснете за да ја промените јачината на звукот. Овој футуристички SUV е напојуван од предно и задно поставени електрични мотори, како и батерии кои се поставени под самиот под на автомобилот. Од BMW тврдат дека Vision iNext е способен да заврза од 0 до 100 км на час за околу 4 секунди, нудејќи електричен опсек од 611 км. Кај овој автономен концептен модел постојат два режими на работа – Boost и Ease. Првиот режим ќе го одбирате доколку сакате вие да управувате со возилото, така што дигиталните дисплеи ќе бидат фокусирани на возачот. Вториот режим представува автономен режим, каде управувачот и педалите се повлекуваат и Vision iNext управува сам. Со цел да се овозможи подобра комуникација помеѓу патниците на предните седишта и задната клупа, наслоните за глава исто така се повлекуваат во овој режим на работа. Секако овој концептен модел нема да биде достапен на пазарот, но BMW најави дека до 2021 година ќе започне со производство на поблага верзија на Vision iNext во нивната фабрика во Кина. Легендарниот модел 911 на Porsche во Лос Анџелес за прв пат се појави во својата најнова инкарнација. Поголем, поширок и потежок од сите претходни генерации, новиот 911 во себе носи и моторизација која од самиот почеток е помоќна од кога било до сега. Обликот на надворешноста е место каде дизајнерите не смеат многу да експериментираат како не би се нарушил изгледот на иконата на брендот. Сепак забележливо е дека новата генерација е подолга од претходникот, поседува 45 мм поширок трак на предната оска, а на предниот дел е имплементиран новиот браник со поголеми отвори. Големите промени во дизајнот се во задниот дел, каде тесните светла сега се поврзани со LED линија, а темната секција на браникот на возилото изгледа помасивно. Исто така има промени и во спойлерот, кој е значително зголемен. Внатрешноста на автомобилот е потполно нова, но стилот е зачуван и црпи инспирација од моделите кои беа представени во 70-тите години на минатиот век.
Пред возачот се појавија голем број на екрани и панели на допир. Главниот е 10,9 инчи поставен на централната конзола. Под него се наоѓа блок од 5 копчиња за управување на основните функции, како и малиот лост на роботизираниот менувач производ на ZF со двојна спојка и 8 брзини која менува досега употребуваната 5 менувачка кутија со 7 брзини. Мануелниот менувач останува во игра, а како и досега тој е со 7 степени. На почетокот достапни ќе бидат верзиите Carrera и Carrera S4S, сите опремени со доработена моторна единица со зафатнина од 3 литри помогната од 2 турбополначи. Кој основната изведба на Carrera, моќта е подигната на 385 конски сили, а кај Carrera S таа сега се искачува на 450 конски сили. Забрзувањата од место на мирување до 100 км на час, кај Carrera S трае 3,7 секунди, додека кај Carrera 4S е потребно 3,6 секунди, доколку се доплати за хронопакет кај Carrera 4S, постигнувањето изнесува 3,4 секунди. Крајната брзина кај Carrera S е 308 км на час, додека стрелката на брзинометерот кај моделот Carrera 4S со погон на сите тркала запира на 306 км на час. За прв пат во светот представен е системот Wet Mode, кој користи ултрасонични сензори сместени под крилата на автомобилот, што ја мерат количината на вода на коловозот. Истиот испраќа сигнал до системот за стабилност на возилото, кој е во состојба на готовност и му дава информација на ABS системот дека од тој момент треба да биде подготвен за правовремена реакција. Воедно предупредувањето е испишано на екранот пред возачот со цел управувањето со автомобилот да биде прилагодено со новонастанатите временски услови. Со помош на Airbus и Italdesign, германскиот производител Audi разви прототипен модел кој представува комбинација од електричен автономен автомобил со патничко беспилотно летало. Прототипот на Audi, наречен Pop-Up Next, го изведе својот прв јавен тест на летање на неделата на беспилотни летала во Амстердам. Овој тест се состоеше од поставување на патничката кабина на земјениот модул од страна на летачкиот модул, кој беше автономно управуван. И покрај тоа што овој прототип представува размерен модел од 1:4, со овој тест се докажа одржливоста на концептот. Од Audi тврдат дека верзијата во целосна големина ќе пристигне во наредната деценија, нудејќи им на корисниците лесен и ефикасен летачки такси сервис во големите градови. Патниците ќе можат да пристигнат до посакуваната дестинација без при тоа да мораат да ги менуваат возилата. Летачките такси возила се на пат. Ние сме убедени во тоа. Во иднина постарите граѓани, децата и луѓето без возачка дозвола сигурно ќе сакаат да користат еден ваков вид на роботски такси возила, изјави член на одборот на директори на Audi и председател на Italdesign доктор Бернт Мартенс. Во соработка со подружницата на Airbus VUM, Audi врши дополнителни тестови во Јужна Америка, кога клиентите ќе резервираат хеликоптерски летови во Мексико Сити или Сао Пауло, возило на Audi се користи со цел да се заврши патувањето од или до местото на слетување. Ова и помага на компанијата подобро да ги разбере потребите на патниците пред Pop-Up Next да стане оперативен. Наскоро, овој германски производител ќе започне со тестирање на ова летачко такси на своја локација во Инголштад, како дел од проектот наречен Urban Air Mobility.
Mercedes ја искористија оваа прилика на светот да му ја презентираат обновената гама на AMG моделот GT и представувањето на новата изведба на која се преточени искуствата од надпреварувачките модели во класите GT3 и GT4. Станува збор за тврдокорен спортист, дериват на изведбата GTR, кој во своето име има додавката Pro. Мокноста на 4-литарскиот агрегат е непроменета и изнесува 585 конски сили, исто како и влечната сила која е еднаква на 700 Нм, но работено на испораката на сила, подобрувањето на аеродинамиката, сетирањето на подпирањето и круцијалниот елемент кај секој спортски автомобил, намалувањето на масата што е добиено со заменување на стандардните со елементи изработени од јаглеродни влакна. Во пакетот стандардно доаѓаат карбон керамички сопирачки со надпреварувачка спецификација и ултралесните бандажи од посебната програма на AMG. Перформансите се уште се чуваат во тајност, но познато е дека прототипот на GTR Pro постигна време од 7:04.632 минути на патеката Нирбунгринг, каде секој спортски производител кој држи до себе го проверува квалитетот на својот производ. Останатите GT изведби добија минимални визуелни измени на екстериерот, инспирирани од моделот GT со 4 врати. Пред се тука станува збор за изгледот на LED предните светлосни групи, маската на предниот дел, променетиот изглед на дифузорот, како и за новите алуминиумски филни. Измените во кабината се однесуваат на инструментите пред возачот кои се презентирани на 12,3 инчен екран, како и новиот мултимедијален екран со големина од 10,25 инчи. Превземен е и управувачот од фина напа кожа со рамно дно и кружен контролер за избор на модот на возење. Можеби најважниот од сите детали е интеграцијата на новиот начин на работа на автомобилот наречен AMG Dynamics, што ја оптимизира трансверзалната динамика со цел да го подобри литералното забрзување и зголеми тракцијата. Системот може да го предвиди однесувањето на возилото врз основа на активностите на возачот преку серијата сензори поставени на места кои ги мерат параметрите неопходни за управување во ритам со висока динамика. Потполно новата американска компанија Rivian во Лос Анџелес представи два електрични модели R1T и R1S со само 560 вработени и неколку години работење во сенка. Овој производител конечно дебитираше со својот електричен пикап автомобил под името R1T. Овој автомобил многу наликува на концептен модел со предната и задна светлосна решетка која свети во зелена боја додека возилото е приклучено на полнач. Со својот скейтборд базиран дизајн, овој модел представува вистинска батерија на тркала која возможува прилично забавна употреба на просторот, која компанијата целосно ја искористила. Во делот позади задната клупа се наоѓа мал тунел кој представува интересна единица за складирање. Интериерот на овој пикап е прилично простран, каде подот е изработен од цврста гума наместо теписон, а седиштата се изработени од мека, но сепак цврста текаенина. Покрај тоа што R1T представува секојдневно пикап возило, тоа е наменет и за употреба во офроуд услови. Импресивна карактеристика на овој модел е тоа што и покрај ниско прицврстената батерија, тој може да навлезе во вода од речиси 1 метар длабочина. Секое тркало се напојува со уред од 147 киловати, со што се овозможува прецизна контрола на вратежниот момент, додека пак сите батерии и напојувачки единици се поставени под висината на тркалото. Така се добива низок центар на гравитација, што представува идеална карактеристика за ваков товарен модел. Производителот тврди дека со помош на испорачаниот вртажен момент R1T од 0 до 100 км на час забрзува се импресивни 3 секунди, а исто така има и капацитет за влечење од 5 тони. Кај овој модел може да се сместат повеќе видови на батерии. Неголемата има капацитет од 180 киловат-часови, може да помине околу 640 км со едно полнење, а за време помалку од 1 час таа се полни дури до 80% со помош на уредот за брзо полнење. Така, со полнење од само 20 минути, може да возите од 160 до 240 км. Од Rivian велат дека почетната цена на R1T ќе биде $61
$1,500, а дека неговата испорака ќе започне кон крајот на 2020 година. Со предиспозиција да биде најлудиот електричен SUV, новиот R1S е опремен со 7 седишта и представува попрактичен брат на R1T. Со микс на елегантност и агресија, новиот R1S има исклучителен дизајн. Неговите спецификации се речиси целосно исти со пикап моделот, со исклучок на тоа што R1S е малку пократок. Опременен со истите батерии со капацитет од 180 кВт, 135 кВт или 105 кВт. Електричниот опсек на R1S изнесува околу 640 км со едно полнење. И покрај неговата тежина од 2650 кг, Rivian тврди дека и кај овој електричен модел забрзувањето од 0 до 100 е за време од 3 секунди. Задвижуван од 4 електрични мотори, неговата мокност е приближна на 700 конски сили. Испораката на R1S ќе започне во почетокот на 2021 година, а цената ќе му биде малку повисока од таа на R1T и ќе започнува од $72,500. Новиот Bentley Continental GT Convertible доаѓа со сериозно ревидиран екстериер, голем број на нови предлози за персонализација на интериерот и импресивна палета на бои. Од Bentley велат дека третата генерација на Continental GT Convertible собрала во себе се најдобро што компанијата може да понуди во моментот, што и е вообичаено за легендарната марка која внимава на деталите и изработката. Најпрепознатливиот дел на новото Bentley Continental GT Convertible е неговиот покрив кој е во состојба да биде собран или подигнат за 19 секунди, дури и при движење со брзина од 50 км/ч. Главните странични линии кои се сметаат за подпис на оригиналниот Continental се уште доминираат преку така наречената електрична линија која патува од фаровите до мускулистиот заден дел кој ги покрива тркалата како извајани мускули. Новото Bentley Continental GT Convertible доаѓа со погон во W облик, 12-цилиндричен агрегат со максимална мокност од 635 конски сили, кој е поврзан и работи во комбинација со 8-степена роботизирана кутија за пренос, а силата ја пренесува на сите 4 тркала. Покрај импресивните димензии и тежината од преку 2 тона, луксузниот автомобил е во состојба да се забрза од 0 до 100 км/ч за 3,8 секунди и да развие максимална брзина на движење од 333 км/ч. Новата Mazda 3 ја одбележува светската премиера за време на меѓународниот саем во Лос Анџелес. Новото семејство составено од седан и хеџбек изведби представува почеток на цела генерација нови автомобили на марката кои ќе испорачуваат уште поголемо задоволство за време на возењето. Со повеќе од 6 милиони реализирани примероци од своето деби во 2003 година, Mazda 3 е модел од стратешко пазарно значење за брендот и неговата нова генерација ќе стапне на пазарот со последните достигнувања на компанијата во однос на погонските системи. Најинтересен е новоразвиениот Skyactiv X бензински мотор со зафатнина од 2 литри и мокност од 190 конски сили, опремен со технологија SSCE Spark Controlled Compression Ignition, која треба на корисниците да им понуди комбинација од најдобрите карактеристики на бензинските и дизелските агрегати во едно возило. Истиот агрегат наскоро ќе биде споен со првиот хибриден систем на компанијата M-Hybrid, за кој велат дека ќе овозможи намалена потрошувачка на гориво и зголемено уживање во управувањето. Покрај него во палетата се Skyactiv G агрегатите, основниот 1,5 литарски мотор и поголемиот агрегат со зафатнина од 2,5 литри. За европскиот пазар ќе биде понудена и дизелска изведба на Skyactiv D со 1,8 литарски агрегат. Менувачките механизми во зависност од изведбата се 6 степени мануелни или 6 степени автоматски, а како опција кај помокните модели ќе биде достапен и погонот на сите тркала. Kia
Кореја ја демонстрира новата генерација на нестандардниот, како по дизајн, така и по конструкција, модел Soul, со главен акцент на премиерата ставен на трите различни изведби во кои може да се добие овој кореец. Понудата е составена од X-Line изведба која се карактеризира со додатоци на надворешноста како кај SUV возилата. Со овој модел оди и новиот 2.0 бензински мотор кој има 147 конски сили и истиот може да се спои со 6-степена мануелна трансмисија или пак да работи во спрега со интелигентна варијабилна трансмисија IVT. Спортски ориентираната верзија GT Line доаѓа со 1,6 литарскиот турбоагрегат кој стискува 201 конска сила и работи исклучиво со автоматски 7-степен менувач со 2 спојки. Екстериерот е изведен во стилот на спортските модели, а особено е забележлив големиот отвор на предниот дел од возилото како и минималистичката изведба на предните светлосни групи. Можеби најинтересна за европските купувачи е новата комплетно електрична верзија едноставно наречена Soul EV. Истата ќе се произведува во Кореја и ќе биде опремена со нова литиум-ионска батерија со капацитет од 64 киловат-часови, за која неофицијално се говори дека ќе има можност да помине растојание поголемо од 450 км со едно полнење. Погонскиот систем на автомобилот е со моќност од 204 конски сили и вртежен момент од 395 Нм, а задното подпирање и системот за регенерација при сопирање се целосно нови. Возачот ќе има можност да избира помеѓу 4 одделни режими на работа: Еко, Комфорт, Спорт и Еко Плюс. Без разлика на избраната верзија, новиот Soul доаѓа опремен со 10,25 инчен екран кој може да се поврзува со мобилен телефон преку Apple CarPlay, Android Auto, како и голем број на напредни електронски системи корисни во секојдневниот сообраќај.